Почитувани, добар ден, го гледате најновото издание на Црвена линија. Од 1 јануари 2025 година регистарските таблички со 4 броја кои ја содржат ознаката МК и регистарски таблици со 3 бројки кои не ја содржат ознаката МК треба да бидат променети со нови регистарски таблици кои ја содржат ознаката на МК или на истите да се стави на лепница. Вака соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Факт. Сите возила од 1 јануари треба да имаат нови регистарски таблички. Факт. Законот треба да се почитува. Факт. За оваа ситуација не се виновни граѓаните. Министерот Тошковски вели дека граѓаните не се виновни, но законот мора да се почитува. Во делот на казнувањето постојат и други механизми кои Министерството за внатрешни работи може да ги употреби, а тоа се соодветни опомени. Ке ги промените ли регистарските таблички, ке ставите ни на лепница НМК или ке чекате опомена од Министерството за внатрешни работи? Тоа е оно што ве прашуваме денес во Црвена линија, но секако за оние кои што не следат на Инстаграм, и ако не сте меѓу нив, заследете не веднаш, имаме и прашање дополнително, а таму на Инстаграм стори, кога ќе кликнете, ќе се отвори денешната анкета. Прашањето е следно: дали промената на регистарските таблички треба да е на трошок на државата? Како што гледате, имате две полења, кликнете на вашиот одговор, ако е тој да, или пак на полето каде што би бил одговорот не. Ке сумираме во проценти како и секогаш ке ги соопштиме резултатите пред рекламите. Секако еве ќе ги поканиме сите оние кои што можеби не следат редовно, но еве ќе си дадат и шанса да бидат дел од оваа активна дискусија која што еве имаме интересна тема. Верувам голем број од граѓаните имаат и одговори, мислење и став на нашето прашање, па така ќе завртите на 02 307 0005. И особено за оние кои што ќе дебитираат во Црвена линија, главно техничко правило е секако веднаш по вртењето да биде целосно и намален тонот на телевизорот. Добар ден за првиот јавувач. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Видете вака, за промена на регистарските таблички треба да биде на трошок на државата. Бидејќи еднаш ка сме ги платиле и не треба повеќе. Тие ше важечки. Ставаме на лепници, се движиме на територија на Република Северна Македонија, идеме надвор од државата и никој не ни прави проблем. А додека сакаат некои да профитираат на грбот на возачите кои поседуваат моторно возило или велосипеди со помошен мотор или други работи, кај што има регистарски таблички, па тоаш нека повели државата, нека ги плати трошковите. Вие имате ли направено веќе промена со НМК или ќе чекате опомена од МВР? Ја имам само ставено на лепница НМК, што треба, со 4 бројки, тоа е во ред. Со бил преку граници, никој не прави проблем. А зашто сега вака ова го изигруваат, ја не знам. Во ред, сакате, платете, ќе отидеме, ќе ги смениме табличките. И знаете што ќе се случи? Ќе снема таблички. Тоа ќе се случи. Они ако веќе решили на сето тоа, направете го производот, табличките. Колку возила има? 600.000. 600.000 таблици. Која може да направат? Никогаш. Да ви кажем отворено. Кај се моторцикли, велосипеди со помошен мотор, товарни возила, приклучни возила и други работи. И црвени таблички што има за товарните возила, и сега новите овие регистарски таблички, жолти или Благодарам многу, со вас и ја отвараме оваа Црвена линија. Останете секако да слушнете останатите гледачи што ќе одговорат на денешните прашања. Централно прашање во Црвена линија е дали ќе ги промените регистарските таблички со ознаката НМК или ќе чекате опомена од Министерството за внатрешни работи. И сепак еве нема да изоставиме оно што ги прашуваме и на Инстаграм следачите на Црвена линија. Ќе ве прашам и вас дали сметате дека ваквата промена на таблички треба да биде на трошок на државата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Тина? Добар ден. Ја познавме, да, вие сте. Дали имате направено промена на табличките, односно на ознаката, или ќе чекате опомена од МВР? Тина,
Јас сега немам кола, сини ми имат кола. Сега не се менуват. Македонија е наша држава. Јас сум македонец и македонец ќе умрам. Но според законот еве до 1 јануари регистарските таблички треба да бидат променети. Ама што значи НМХ? На англиски значи Норф Македонија, на македонски Северна? Северна? Северна. И јас сум македонец чист. Имам и песма, ми ја испеат, ми се чини. Да, И сте ни јас пеели. никогаш мојата држава, мајка, никогаш не е дала. Може тие да ја сменет, ако сакат и глата да ја сменет, а јас не ја мермам. Јас сум македонец роден и македонец ќе умрам. Нема да ми команда тој како да се викам ја. Јас се викам Роме, Ромео Казанова ме викат на пекар. И јас сум македонец роден, македонец ќе умрам. Ја не се мерувам, ни името го менувам, ни државата. Мојата мајка е Македонија. Друга мајка немам ја. Една е мајка. Може да има некои две мајки? Не може. Една е мајка. И мајка земја една е. И на албанскава народност имат во селото моја од албанска народност и ми реков, овде се родени, ова ви мајка земја, не ви Албанија. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме со вклучување на гледачи. Добро вечер. Дали се Ало, слушаме? добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте. Благодарам. Вака, ако се више јасна линија, Да, сакам ви да слушам. образложим една работа. Дека законот и така си го донесе овие невалидните и нелегалните да ви сега нешто. Ако треба више да го почитуват некои си во наводници изгласна закон, значи тогаш треба да биде вака. И овој министрот Тошковски си го отвори убаво ушите. Значи сите што се во Македонија, што не излегуваат надвор од граница, тогаш можат и старите таблици да си користат. Затоа што овој трошок не им припаѓа на владата на Република Македонија, туку нас лично приватните, значи собственици на коли. Као второ, сите што ги излезат надвор, тогаш може да барат лепенка или не знам што други таблички. Значи трошокот владата да како си го преземе, тогаш може. Океј. Кога ќе почне преговорите, значи откако ќе почне ќе заврши, тогаш според закон ние треба да ги промениме. Зашто и оваа влада се буткаат како овој Заев што беше од Муртино? Зашто се буткаат прекурет кога воопшто не ни е почнено и ние дали ќе почнеме преговори? Затоа што Европа се распаѓа луѓе. Примерот што сака да ви го кажам, во Данска и во Шведска, еднаш регистрирана кола, доживотна регистрирана кола. Таблиците се тие. Значи не прават трошкови. Само ние сме најпаметните на Балканот и тоа македонци, кои што веруваме во се живо и диво некој будала што ќе ни рече. Тито бил средно машинско и затоа направил држава. Овие со високо образование се само полтрони на белата амбасада. Пријатно и убаво вечер. Благодарам секако за учеството и препорачувам и вие да си останете со Црвена линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Се слушаме. Да, повелете. Што значи НМК? Кажете ми што значи На англиски е Норф Македонија, така да тоа е Северна Македонија. Буквален превод. Значи, Инсистиравте да ви кажам јас. нова катастрофа македонска. Тоа значи нова катастрофа македонска. А не Норд. Ова сега треба на терет на Заев и Никола Димитров. Следим содземи, куќи, станови, пари, средства што има автомобили, се. Тие да платат да се пуштат на улица голи, скроз голи. Сведим од содземите. Тие тоа го направија. Нова македонска катастрофа. Пубо, јас на колата ќе напишам здола. Ова со цела реченица како што е. Не НМК. Тоа ни прават на нас. Како не се страва да се најдеше еден паметен човек, пак ќе речем, како Тито што беше, кој ќе кажи
народ морници да му дадат, овие морници од предавници да ти одат. Предавник на предавник. И уште се крчма. Внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно јавување, за еден гледач или гледачка, така да не случајно го објавуваме на екранот за да можете да го контролирате времето на вашето излагање. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. До сега сите патриоти, од прв до последен, контра Кефала до тука битва. А зошто? Еве ќе објаснам. Речено е, јас, например, уште првото, кога се подпиша Преспанскиот договор, ко кажа дека на таблиците треба да имаме НМК, уште вториот, третиот ден после тоа заминат за Грција и добив налепници на граница за да залепам на колата, ги залепив и ден денес истите ги имам. Јас ни пари дадов, ни ништо не дадов. Без разлика, еве, и се продавале по 50 денари еден пар за колата, па не е некој голем издаток при регистрацијата. Така да, јас не знам зашто овие луѓе што мислат и како мислат. Едноставно то треба да го имаме на колата и тачка, тоа е то. Сега на пасошот, место да попълнувам потврди едно друго глупости, како имам одено преку граница, тука е цела работа и то многу пати, еве до Ленин сум. Значи 15 километри сум од грчката граница. Во Битола сме. Имам одено. И шо? Ништо. Си одам, ми чукат на пасошот, кога на сите граѓани на Европа, така и мене ми чукат со печат на пасошот дека имам поминато границата и... Така, благодарам и вам за вашите мислења што ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Значи, во контекст на прашањето дали ги промениме регистарските таблички, ќе ги промениме, што да правиме, како и досега и одсега на дурниот ни порасни цвеста на овај народ напатен наш македонски, ќе правиме вака, кој ќе дојде, ќе мениме. Дали ќе биде да трошак, уосталом треба да биде на трошак на државата, но сепак е на наш трошак, бидејќи сме ние државата. Значи, како да се завртиме, ние сме тие дежурните кривци, толку имам да кажам. Благодарам, пријатно. Ви благодарим, ако бевте кусти и бевте сосем јасни. Останете со нас и понатаму. Добро вечер. Ало, добро вечер. Па ајде, господине Љупчо, сметате ли дека всушност дали ќе направите промена на регистарските таблички? Нема да направам промена, затоа што имам налепница која минатата година ја ставив. Така да ја не знам зашто е сега тој притисок да се менуваат таблиците, кога веќе тоа минатата година се реши дека не мора да се менуваат таблиците, тука едноставно дека треба да се стави налепница кои сакаат. А дека со промената на собственоста или таму како беше регулирано согласно законот за возила, ќе се смени таблицата. Ние забораваме дека таблиците се трајни веќе, не се тие променливи како понапред што беа. Така да немам потреба нема потреба да се менува таблица. Меѓутоа не разбирам, знаете сега што? Притисокот зашто да се сменат возачките дозволи ме интересира. Да ми го објасни министерот. Затоа што они беа тие што го застапуваа ставот дека личните документи не треба веднаш да се менјаваат. Посебно за мене да ти кажам право возачката дозвола. Затоа што вие во странство возите со меѓународна возачка дозвола. Ние со сите држави немаме потпишано договор за меѓусебно признавање на возачките дозволи. Па тога зашто луѓето да ги менјаваат возачките дозволи сега? Во странство немам намера да искачам затоа што треба да бадам дополнителен зелен картон кој е за мене многу скап, а немам потреба да ти кажам право, така да не гледам причина да се врши притисок врз граѓаните на овие два основа, возачките дозволи и таблиците. Стварно не гледам да ти кажам право. Едноставно може регуларно како ќе помине текот на возачката дозвола, така да се менуваат. Ете, минатата година ми помина важноста на возачката, ја сменив си добив нова возачка дозвола. Посебно за возачките дозволи не гледам да се врши притисок како што се заканува министерот, затоа што тоа не е документ со кој ние...
Благодарам многу. Да не заборавам секако оние кои што нема да успеат да се вклучат во црвена линија, па дури по завршувањето на емисијата можете да ја водите дискусијата и на социјалните медиуми во однос на темава за која што зборуваме со вас секако. Значи, нашиот профил е Црвена линија на Facebook, но и профилот да се заследи на телевизија Тилма, каде што редовно ги објавуваме темите. Да вклучиме гледаш, па потоа ќе читаме и дел од коментарите. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете, во Црвена линија сте. Едно длабоко издишување. Прво, би сакал да знам дали некој во држава може да даде автентично толкување на Преспанскиот договор. Дали кога ќе почнат преговорите во рок од 5 години сето тоа да се смени, или како прле пред магаре што се истрчавме под водство на господинот Оливер, бившиот министер на МВР. А истава работа ја продолжуваат и сегашниве, не ми е јасно. Ја мислам не требаше така да биде. Господинот Љупчев што се јави пред мене, во право е за овие дозволиве, затоа што у Грција немаш да отидеш со наша возачка дозвола, иако ти е сменета, мора меѓународна да вадиш. Дај Боже да потпишат некој договор, како што идеме у Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, да ни важат дозволите. Меѓутоа, барем да не вадиме овие меѓународни возачки дозволи. Што се работи за ова НМК, ја тоа на друг начин го решив, си купив ново ауто со нова регистрација, нели? Меѓутоа, друга работа сакам да кажам. Пасошите, дозволите, личните карти, сите што ни беа валидни. Ја, например, имав старост на моите сите комплетни документи. Мои на сопругата беа година и пол. Значи нови беа, а комплетно морав нови да извадам. Мислам дека некој треба да размисли и да ни ги врати парите на тие што имавме нови документи. Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот, но и секако ќе ве охрабрам, но доколку сакате нови 90 секунди, слободно можете да го завртите нашиот број. Ајде како изгледаме на Facebook Црвена линија, нашиот профил, за следете не секако. Прашуваме и таму дали ќе ги промените регистарските таблички, ќе ставате на лепница НМК или ќе чекате опомена. Пристигнуваат и првите коментари. Ева го и коментарот на Цеца Алексов, која што Целе Алексов, се извинувам, кој што напишал: сега се може и треба. Кога бевте опозиција, го лажевте народот. Немојте, не ставајте, не менјајте документи и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Сега смислив сасвим друга работа, најсовремена работа, да не ни требат ни пасоши, ни лични карти, ни возачки дозвола, ни ништо. Начело на секој македонец да се тетовират НМК. Точка. Ни да пишат, кој ќе те видат начело тетовиран, то не се бриши, ќе те пуштат, ништо нема ти варат. Да не правиме нон-стоп те вакви документи, те онакви документи, те собраќајни дозволи, те возачки, еве ти, мака да учело, цепи на кај Грци, на кај Бугарија, кај треба дојме таму. О, народе, мизерлук, да ти се бега од државава, да не ти се живее. Ево, од овие издајници, предавници што го направија. Тоа треба се суди и вечито у затвор да скапуваат, да не излезат од таму. Пријатно, убав ден. Убав ден, нека биде вашето време се уште врзано за Црвена линија. Верувам ќе сакате да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на денешните прашања. Добро вечер. Чинче. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Во однос на темата, да ви кажам дека со новите сообраќајни дозволи и ни дадали налепници и за возилата, мислам аутата и мотоциклите, уште да ни дадат за точаците, овие велосипедите, друго све е на НМК. Само едно ќе кажам, едно ме боли, што Европска Унија не го исполни ветувањето
не прими во Европска унија, не остави настрана и фактички со нас игра мајтап, а истовремено кога овај од Муртино потпиша за НМК, требаше Европска унија да не прими во фамилија и готово. Вака останавме надвор и да ви кажам искрено, многу ми е тешко што сме измамени баш од тие што треба да ни дават живот. Фала, многу пријатно. Големо благодарам и вам за вашите одговори во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Во врска со темата денеска, тоа што треба да се смени, ќе се смени. Ако казнуваат, ќе казнат, ако не опоменат, ќе не опоменат. Него мене ми интересира која е таа паметна глава што ја измисли краденката НМК. Што значи НМК? Ако е Норд Македонија, треба да биде НМЦ. А ако е Северна Македонија, ќе биде СМК. Во ниједна варијанта не ми оди НМК. И никој не го кажа тоа, не ми го даде тој одговор. Ја прашав илјадници луѓе. Дали е правилна оваа краденка, ниту еден не рече дека е правилна. И никој не се најде на место да ја промени, да не биде НМК или НМЦ или СМК. Ако сакаме на англиски да го пишеме, ќе бидеме НМЦ. Ајде, дали промената на регистарските таблички треба да е и на трошок на државата според вас? Налепниците можеме да си ги купиме сами, но доколку бараат регистарски таблички, тогаш на трошок на државата треба да биде. Но нема да биде како што беше и за личните карти, за патните исправи и така натаму. Благодарам многу што одвоивте време и бевте дел од ова издание на Црвена линија. Останете со нас. Еве ќе прочитаме и дел од коментарите. Тука уште еднаш ќе ве потсетам, коментирајте и споделувајте на Facebook профилот е Црвена линија, но и заследете ја телевизија Телма на Facebook, каде што е објавена нашата тема. И токму на профилот на Телма телевизија, каде што е објавена нашата тема, ги имаме и следниве коментари. Ке почнеме со коментарот на Радко Д. Марковски, кој што напишал: зошто опомена, зошто казни? Тоа треба по службена должност државата да си го финансира и наследниот технички да добие секое возило замена на табличките на сметка на државата. Welcome to North Korea, или во превод добре дојдовте во Северна Кореја. Продолжете со коментари, споделување на социјалните медиуми, но и продолжете со вртење на 023070005. Добро вечер. Ало. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Здраво. Здраво. Па види, за промена на регистарски таблички со оваа влада не требаше да има. Требаше да се прекина пракса и да се врати старата пракса. МК. Барем така беше ветувано во изборниот процес. Шо би наработала, не знам. Ја, знаеш како игат има една птица, кукавица, ја викаат. А вие се бетер кукавици него тие предходните што беа кукавици. Па токму дури и се дуваат како пауни, со тоа што сакаат да наметнат и лични карти, возачки, све до 31 декември тоа да се среди. После 31 декември од 1 јануар насека следи кастрење на македонецот по сите основи, дали финансиски, дали кривични, дали прекршочни, било какви начини, да биде казнуван македонецот. Тоа се овие патриотски партии кои ништо друго не знаат, точно само да го излажат овој народ
и да му наметат нешто што као претходно биле многу гневни на тоа, ама испаѓа дека не биле гневни воопшто, него чисто само нивниот интерес си огледале. Поздрав! Благодарам многу и вам. Како и да е уште е дел од коментарите, ова е на нашиот профил на Црвена линија. Трајче Соколовски напишал: кога ја регистрирав колата во октомври, требаше тоа да го кажат, односно да ми дадат нови таблици. Сега со регистрирано возило, печат може само да свиркат, а инаку и налепници си купив сам, бидејќи власта е толку ажурна што може да заплаче човек од среќа. Пасош по брза постапка чекав 3 месеци. Продолжете да коментирате, секако и активно да учествувате преку социјалните медиуми во нашата дискусија. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, повелете. После 6 часот се вика добро вечер. До 6 Некои часот... сакаат да им викаме и порано, така да, еве, што велите, ќе ги именувате ли сега пред први табличките или пак ќе чекате опомена од Министерството за внатрешна работа? Видите, ова со табличките не знам како да го именувам, дали трагедија или комедија. Еве зошто. За време на изборите, пред изборите, мислам, никогаш Северна, никогаш ќе поништиме ова, ќе поништиме она, а најмногу беше она никогаш Северна. И се она НМК, така ли гласат, како да прочитам, да, НМК. Она Н, јас го читам како никогаш Северна Македонија. И сега трагедијата е во тоа што луѓето што беа на митинзи, ќе бидат казнети или ќе мора да ги променат табличките. Ако не ги променат, ќе бидат казнети. А ќе бидат казнети од оние што ги бирале, што сега се на власт. Тоа е трагедијата. А комедијата е што тие што викаа дека никогаш Северна сега, па тие се на власт и се играат со нас мајта. Едноставно. Тоа е еден вид комедија. Добро. А еве, кога веќе е задолжително менување од првин или на табличките, сметате ли дека сето тоа барем треба да биде на трошок на државата? Не треба на трошок на државата. Да, на трошок на државата треба да биде. Зашто овие ветија дека нема никога Северна да прифатиме, а ваму сега ќе имаме казни за тие што нема да сменат. Тука е трагедијата. Благодарам и пријатно. Големо благодарам и вам. Еве што ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. Ајде да прочитаме уште некои од коментарите. Продолжете со коментирање, така да меѓу гледачите ќе се потрудиме да бидат исчитани сите одговори на денешната тема и на социјалните медиуми. Давор Филиповски напишал: срамота за власта. Нели немаше да има налепници НМК, зошто не излажа? Нели ги е срам да лажат, да си играат со народот? Кристијан Вангеловски напишал: им смета НМК, а не им смета бугарски пасош. Апостол Харалампиевски напишал: јас добив лепенки без лепак, како ги залепија, така падна од сонцето. Добро вечер. Ало, добро вечер. Се слушаме во Црвена линија, сте повелете. Тина, среќни празници. Среќни празници и секој добро, секој ден и по празниците. Здравје Господ нека дава. Па слушај, ние сме, не можат да тепаат по магарето, удрат по самаро. Така ли? Мене ми вика еден колега од Словенија, вика, што се лутите, па убаво име дадоа, Нор значи улов на словенски. И сега тоа да менеме таблици, значи што сакаат, тоа се работа. Ние сме сираци, македонците. Македонија е полигон на багабонтите и на рамливите. Тоа са да менеме тоа. И сега човек вика, зашто се лутите? Па убаво баш и прилега името. Нор Македонија, тоа е улова Македонија, на словенски е Нор улов. Ајде кажете ми, бидејќи ќе биде задолжителна промената на регистрските таблички, треба ли барем сето тоа да е на трошок на државата? Абе, држава, не знам дали е тоа држава или е некоја мафија. Не знам што да кажам. Мора да се мене, како ќе речат, како ќе си ред, така ќе играме, само не е тоа ред. Таа сиромаштија денеска има некои богаташи што не знаат
што работат со пари, да мени тоа, да мени. Благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер, убава вечер. Најубава вечер и вам. Благодарам. Павак, прво јас ги променив уште през 5 години, уште одма кога почна, новото име НМК, да променив таблиците така да нема проблем. Меѓутоа, и едните се во право и другите се во право. И оние што викат нема да менјам или ќе чекам последен воз. Меѓутоа, или да речеме возачката му важи до, ама со таа возачка може да иде само на територијата на Македонија, не може да оди надвор. Може да биде казнен, не може да земи зелен картон и така натака. Затоа се во право што може и да се почека, али ако сака да оди надвор, тоа не може. Меѓутоа, ако ние сме га дали на сила, дали со добро, сме го прифатиле тоа име Северна Македонија, сме се завеле под тоа име во Обединетите нации, тоа е ново име, званично име за државата. Едно време не го сакавме знамето, викавме вентилатор вамо тамо, меѓутоа на една анкета нашето знаме испадна во 20-те најубави знамиња во светот. Така да и ово ќе го засакаме, и Норд ќе го засакаме, и се ќе засакаме, само треба да помине време и да не се удираме многу во огради, ќе не болат, ќе посиниме, ќе станеме, како Јадранско море сини, па после некој ќе се секира од кој не тепал, зошто не тепал и така натака. Да сме живи и здрави до другото слушање. Да сте ни живи и здрави, да останете со црвена линија. Секако и ќе го прочитаме и коментарот, односно ова и реплика на она што го прочитав како коментар од Трајча Соколовски на профилот на Црвена линија на Facebook. Светанка Велковска напишала: и јас го регистрира возилото во јули, ни таблички, ни налепница ми спомна дека треба. Дали ќе ги промените регистарските таблички, ќе ставите налепница НМК или ќе чекате опомена? И дали сметате дека ваквата задолжителна промена на табличките треба да биде, односно финансирана и покриена од страна на државата? Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Господине Тале, ќе ги промените ли регистерските таблички? Нема да ги менувам таблиците. Јас немам потреба да возам надвором Македонија, не менувам. А ти од СДС се ќе сменат ако му речат балканскиве фашисти или западни некако му речат, да се откажат и од татка, и од мајка, и од деца своји, нема проблем. Само кажете вие, а јас да го прашам човеков пред мене, татко му бил партизан. Дали татко му таков беше, менуваше се македонско, се откажуваше од се наше македонско, или така загина, оти беше патриот, се удираше в град и тој, зел пушка в рака, загина за Македонија. Толку. Господине Тале, ева и министерот Тошковски вели дека граѓаните не се криви за ова, но законот мора да се почитува. За жал во небрано и министерот и ВМРО, кога некој пред нас нив се колнеше во своите деца дека цвето име Македонија, дека нема шанси. Ама ти од СДС реков, вакви нема никаде. Дали еден албанец вакно би сменило својата глава во Македонија? Кажете ми го следново, господине Тале, дали промината на регистерските таблички треба да е на трошок на државата? Не. И тие се наши македонски пари. И тие се пари од овој народ. Доста со предавство, доста со откажување, доста со обиткање кикма пред фашисти. Сабајле гледав документарен филм за злоделата на грчките андарти и фашисти во Егејска Македонија. Таму правеа злодела, сега овдека не обезличуваат без да прават геноцид. Прават геноцид, ама со помош на СДС. Благодарам многу. Еве и господинот Владимир Стефановски прашува на профилот на Црвена линија. При регистрација ни дадоа налепници НМК, дали треба да менуваме таблички на колите. Јас уште еднаш ќе потсетам, од 1 јануари 2025 година регистарските таблички со 4 броја кои содржат ознаката МК и регистарски таблици со 3 бројки кои не содржат ознаката МК треба да бидат променети со нови регистарски таблици кои содржат ознаката НМК или на истите да се стави налепница. Ова е соопштение од Министерството за внатрешни работи. Па, ќе менувате ли регистарски таблици, налепници со НМК или ќе чекате опомена од Министерството за внатрешни работи?
работи и дали промената според вас на регистерските таблички треба да биде финансирана од државата. Добро вечер. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, убав ден. Повелете. Благодарам и вас. Па, знаете, кога веќе има закон, што е официјален, треба да се почитува. А за ова, кој требало да плати, требало да се разговара пред да се донесе законот. Сега ние нормално си кажуваме што мислиме, требаше да биде натовар на државата промената и на личните карти, кои има рок, а требаше да се сменат и на пасошите, и на автомобиливе сега. Меѓутоа, тоа не го донесе ни минатата влада, ни оваа. А дотолку повеќе што оваа власт дојде на власт со лажење. Никогаш северна, никогаш менување на таблици, никогаш ова, ќе го вратиме знамето, ќе го вратиме името, и така натака, и така натака. А си легнаа на брашното како ништо да не било, меѓутоа се уште им дозволија на нивните поддржувачи да не нарекуваат сите граѓани на Македонија северџани. Треба да се срамат од тоа. А најголемиот северџани е Мицковски и председателката на државата. Онли поголеми северџани нема у свет. Они треба да се срамат, со наведната глава треба да излезат кога ќе даваат интервју. Затоа што они беа најгласни. Ќе го вратиме името, ќе го вратиме знамето, ќе го вратиме ова, ќе го вратиме она, а ништо не вратија. Само се занимаваат со бугарска диктатура, се додека сите не станеме бугари со бугарски пасоши. Устата им е полна со лаги. Како не се срамат да лажат. А овие па што ги поддржуваат, дозволуваат, не им требат ни коли да се возат, ни други ги возат. Благодарам многу за учеството. Драго ми е што пристигаат и многу коментари. Овој пат ќе прочитам дел од коментарите, се разбира на профилот на Телма телевизија, заследете го на Facebook. Под објавата на нашата тема, Софија Тодоровска напишала: што ќе ни прават патриотиве ако не ги смениме? Методи Николов и одговара: ќе не казнуваат од 1.1 за таблиците и возачките. И тоа во Македонија. Големите патриоти кои си даваа оставки ако кажат северна. Дали ќе ги промените регистарските таблички? Ќе ставите ли налепница НМК или ќе чекате опомена од Министерството за внатрешни работи? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме во црвена линија. Благодарам. Па не знам што не е јасно во оваа работа. Од минатата година, оваа година од почеток, цела година по техничките сервиси за преглед на возила имаше и таблички за тие што возат уште со СК. На новите таблички можете и да си залепите налепница, квалитетна налепница од ПВЦ што не се одлепува на влага, што некој зборува тамо глупости. Значи, вие имавте можност цела година да го направите тоа. Тоа ви е пропис. Нема што ја сакам или не сакам. Така е, дали е исправно или не е исправно, ние на таблиците треба да ставиме НМК. Јас сум носел и НРМ и СРМ, ама сега ќе носам НМК затоа што така е редот. И кој сака да прави вакви глупости, нека си мисли негов проблем е. Ама да оди у Грција, не у Беломорска, нема да оди. Затоа што тоа е пропис. Кога ќе се научиме ние дека оваа држава има ред и поредок? Секоја табличка треба да има соодветна ознака признаена во свет. И немаме што да дискутираме тоа. Ме разбирате ли? Јас ја залепив и предходната, ако сакате, имам уште неколку секунди. Уште пред да ги пушти МВР, јас ја залепив, мојот сервис ми понуди од хартија, јас ја залепив за секој случај, таа се одлепи. Ама си дојде соодветната и се си ја... Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Радко Д. Марковски напишал: зошто опомена, зошто казни? Тоа треба по службена должност државата да си го финансира и на следниот технички да добие секое возило замена на табличките на сметка на државата. Welcome to North Korea. И еве тие што промениле, тие што не промениле се со казни, забрани на кои им чекат во фјоки, инаку зошто не ги смениле, што чекале, што е проблемот? Ке не ги реализираат, мора да излезат на виделина. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Да. Знаете како е? Пречи брег во другоме. Сите се сега криви, само они се
баш прави. Слушам ја госпожата Преска, срам да е на председател, они биле северджани, премиеро. Госпожо, вие сте северджаните, извини ме кашо ќе си израз. Не се расправајте со гледачите. Кажете ми, еве, дали ќе направите промена на таблички и ќе ставите на липници? Мора, законски мора да направи. Зашто тогава кога требало да кога го сменија името, Тина, кога го сменија името, зашто не предложија државата да го поднесе трошок? Ама СДСМ бегаше од трошоци, бега како и сега што бега и само критикува. Зашто? И заплатите, слушам, ВМРО било криво. Качиеги, СДСМ платите 78%. И сега табличките да ги плаќа народот. Зашто? Зашто не се тогава договорил тај господино што ни се исповела, па сега друг да мете по него, бега и се крие? Зашто он тоа не го предложи? Што он предложи ново име? Што он тамо се петарчеше пред сите тамо, пред грците, дека бое вака тоа е. И сега законо, меѓународната заедница нема да дозволе право, тоа е срамота сега веќе. Закон навлегол секаде. И сега другите криви, они са прави секогаш. Прво треба да си го сменат слогано, они не са СДСМ, они са СДСМ. И тоа треба да го сменат, да не си чукат уградите СДСМовци. И другите криви, за се што се случи, другите, премиеров крив. Благодарам и вам за учеството. Еве Лазар Становски напишал: табличките не мора да се менуваат, туку да се стават само на лепници, нема никакви трошоци. Цветанка Велковска. Лазар Становски, ве молам кај да се земе на лепница, ве драго ми е, можете, реков и по завршување на црвена линија, да развиете дискусија на темата. И понатаму, дали сметате дека промената на регистерските таблички треба да е на трошок на државата? Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушаме, повелете. Така. Сакам да кажем една работа. Исто како претходните што добија прекоредно, значи и овие сега што се моментално на власт, на следните локални избори ќе си го добијат резултатот. Сега, што Господ напред, значи Бога, левица е таа што ќе ја наследи и левица има јасен став. Дека како на криминален начин се донесени овие решени и одлуки, значи, така има и решение за ова. Ќе се излезе првиот погоден момент, значи, одма после добиените овие на референдум, кој што и овој референдум, пошто беше негативен, значи, волјата на народот така треба да се изјасни. Преко референдум. И со тоа што нема да биде овој како претходниот што беше консултативен, него ќе биде регуларен. Така да не се секираат народот. Значи сега кој сменил, министер Тошковски, он си знае работа, мора да каже, ама не сте управо, али мора да ги смените. Значи тоа е. Значи знаеме дека ќе се умре, ама не знаеме кој ден. Сега додека да се умре, вие морате, значи, да си го почитувате законот. Така да трани ли се гледат народот, тоа е. На следните избори ќе правиме мовет пак. Ајде, пријатно го вече. Добро вечер, благодарам за одговорите. И име коментарот на Цаци Цакана. Добро вечер, кај ја најдоа на буквата. За мене тоа значи најголема македонска корупција. Табличките треба да се ги плати државата. Поздрав и секое добро, поздрав и до вас, господја Цаци. Време е да видиме како одговорија на Инстаграм оние кои што учествува активно во денешната анкета. Прашањето беше дали промената на регистарските таблички треба да е на трошок на државата, па еве сума сумарум. Со да одговорија 91%, а со не 9%. А штом ви ги соопштувам резултатите од Инстаграм стори анкетата, тоа значи дека наред се веќе и рекламите. Да ги погледнеме. Почитувани, благодарам име што ја создадовте денешната црвена линија. Кога веќе зборуваме за налепници, време е секој од нас да се стави налепница со НК, ете, можеме такви налепници и верувам дека никој нема да помине со опомена, затоа што ќе ви биде задоволство да користите такви налепници. Па да видиме во земјата НК што прават и како се граѓаните. Добар ден. Тоа требаше министерот вчера кога беше во топ тема да го прашаме дали ќе пројдете со НК или никој како налепници сред нова година. Да, и НК. Па добри ли сте, како сте?
Топ сме. Министерот ли за внатрешно го прашувам како сте или вие ќе ми кажете? Еј, многу нешто строга денеска, што е работа? Получам од комшијата. Патка му ја подбричи ме брадата, малце подолу му е брадичката. Ништо не ве гледам, ќе ве гледам од другата страна, сега ништо не ве гледам. И малце ке, да. Ке видиме ова со регистрације, денеска регистрирав кола, таму ми рекоа дека нема потреба таблички да менјам, така да уште веројатно не знаат и еве од прва рака ти кажувам. Од прва рака така ти рекој, инаку според законот е од први. На лепници, да, ако имаш стари, тоа е тоа. Ке се возиш ти со НК. Така е. Така е. Ајде сега да почнеме. Имаме музика, имаме се. Ајде почнуваме.